Здраво на сите, добре дојдовте во уште едно ново и овој пат кратко видео во однос на тоа како може да одберете наставна единица за која што сакате да снимите ваша видео лекција. Во склоп на новиот повик, кој што ќе биде објавен на eduino.gov.mk и кој што ќе наликува на она што денеска го гледаме на екранот, ќе има два клучни документи кои што се важни во однос на селектирањето на вашата наставна единица. Пред се, потребно е да го отворите пристапниот линк за да имате пристап до табелите во кои што се наведени наставните единици кои што се достапни за снимање. Тоа се овие 4 линка кои што ги гледаме во моментов пред нас и тие се со дозвола да внатре вие не може да едитирате, меѓутоа можете да ставите ваши коментари и освен ова, многу важно ви е да го отворите упатството за пријавување на наставни единици со цел да може да ги следите чекорите кои што сега јас ќе ги подобјаснам. За почеток, да кажеме дека сакаме да оставиме, да одбереме наставна единица за која што ќе снимиме видео лекција од македонски наставен јазик. И отвараме потребната табела, јас веќе ја имам во позадина отворено. Еве вака да ја гледаме и подобро. Значи, во самата табела може да имаме 4 варијанти во однос на достапните кели или полиња. Значи, ова што го гледаме пред нас е споделен онлайн Excel или Google Sheet документ во кој што повеќе луѓе може да го гледаат и да работат истовремено. Во документот ќе се сретнете со полиња кои што се со портокалово обоени, тоа значи дека таа видео лекција е веќе зафатена. Во моментов такви немаме маркирано, меѓутоа секој ден нашиот тим после 17 часот, значи ќе ги обележува оние полиња кои што се веќе маркирани со одреден внес, каде што има ваков коментар, ќе ги маркира со портокалова боја за да се знае дека тие се зафатени и дека во моментот некој наставник веќе ги, да кажеме дека веќе ги селектирал и снима лекции за истите. Доколку е со зелено, како што може да видиме во поголемиот дел на случаевите, ова значи дека овие наставници се завршиле својата работа и таа видео лекција е снимена и пратена. И последниот случај е со црвено, значи ова значи дека доколку наставникот поставил одреден рок за снимање, тој рок поминал и не бил доставен материјалот според протоколите, според прописите кои што ги има Eduino преку онлайн формуларот за праќање на видео лекции, тогаш нашиот тим ќе обележи целата таа колона со црвено, за да може да знаеме дека истата не е исполнета како врска и да знаеме дека подоцна ќе може друг наставник да ја одбере лекцијата и да ја сними доколку сака. Сега, најважното за вас е следното. Како да видите кои видео лекции се слободни за снимање и лекции во кои што веќе нема назначен наставник кој што се пријавил дека ќе ја снима таа лекција. Тоа го правите на многу едноставен начин. Ги гледате колоните каде што имаме, односно келиите, каде што имаме внесено наставна единица и каде што во десно до неа во делот на одговорни наставници немаме назначено наставник кој што е пријавен. Доколку оваа лекција ве интересира и сакате за нејза да снимите видео, тогаш стискате на келијата која што е за одговорни наставници, кликнувате десен клик, кликнувате на комент и во самиот коментар е потребно да внесете вашето име и презиме. Потребно е да внесете името на вашето училиште и потребно е да го внесете вашиот имејл, значи само внимавате истиот да биде точно напишан и најважното се е да наведете рокот за снимање до кој што ќе ја доставите лекцијата која што сте навеле дека ќе биде завршена. Внесувањето на наставните единици може да го направите од 7 па се до 17 часот во секој работен ден, вклучително значи од понеделник до петок, со тоа што овој отворен повик ќе трае некаде до крајот на јуни и очекуваме дека согласно интересот полека ќе почнуваат да се полнат наставните единици, а нашиот тим секојдневно после 17 часот ќе ги ажурира овие табели за да може вие брзо и лесно да видите каде ни недостасуваат снимени видео лекции. Доколку забележите некаде дека има празно вакво поле и не е обоено, меѓутоа не сте сигурни дали има коментар или не од друг наставник, тогаш едноставно може да забележите по ова коцкиче кој што се наоѓа во десниот горен агол или пак доколку пробате таму да ставите коментар, а веќе постои друг коментар, ќе ви го покаже претходниот и ќе знаете дека друг наставник за жал веќе ја зафатил или ја одбрал таа наставна единица.
За да ги проверите вашите предмети, едноставно одете на долниот дел од табелата и можете да пребарувате по различни предмети. Вклучително ако одите надолу по табелата, може да ги видите останатите наставни недели за кои што се потребни лекции за снимање. Ќе забележите дека некаде имаме повеќе видео лекции снимено, некаде помалку, тоа е се зависност од интересот на наставниците. Меѓутоа, како што знаете, нашата цел преку овој последен и отворен повик за видео лекции е да се обидеме колку може повеќе да го збогатиме Едуино со видео лекции, за да може да ја креираме националната библиотека за која што работиме во последниве неколку месеци. Ви благодарам уште еднаш на вашиот интерес и доколку имате било какви прашања, ве молам да не сконтактирате. Имајте убав ден и со среќа снимањето на видео лекциите. Чао, чао!